споменавме дека велигденските пости се веќе во тек и многумина од нашите граѓани ги практикуваат во пресрет на еден од најголемите христијански празници, се разбира Великден. Денеска нова тема имаме Билјана Ристевска, која што ни е нутриционист и мислам дека за прв пат имаме биле од оваа страна. Вообичаено сме од спроти во кујната, каде што подготвуваме различни рецепти, иако и денеска ќе биде така. Добро утро до тебе. Ќе ја продолжиме дружбата само. Добро утро до вас и до сите гледачи на Телма телевизија. И заедно со нас е отец Гоце Младеновски. Добро утро и до вас и благодариме што утрово од Радовишни допатувавте во студиото. Добро утро, поздрав до сите. Ве затекна собраќај метеш или си беше спокојно? Само Скопје. Само Скопје? Како и секогаш. Како и секој пат. Да, ќе зборуваме за постите. Ама скромно. Скромно утринава. Ќе зборуваме за постите од повеќе различни аспекти, што се му се случува на телото. Биле ни е тука од аспект на исхраната да ни потенцира некои работи, иако верувам дека веќе некако се менуваат навиките, особено и кај помладите генерации кои што практикуваат пости. Но јас би сакала Биле да слушаме твојата приказна, бидејќи ти од своји 11 години ги практикуваш овие пости. Како беше порано или некогаш, како се одвиваше можеби твоето детство во тој период кога нели треба да се пости. И велиш дури го помнам денот кога Точно, од тогаш помнам, можеби нешто сум пробувала и претходно, иако морам да признам дека нели и сум грешала секако. Ми текнува нели ќе си направам некој оброк или дома направиле, па ќе пробам со лозичка, ти одиш веднаш нели тоа да го исфрлиш од тебе, затоа што нели практично ти си решила и почнуваш со пости. Тоа е една рана детска возраст, каде што на моите почетоци морам да признам и да се криев, не кажував дома дека постам, да не правам обврска плюс на моите, дека нели мене треба посебно да ми изготват за останатите. Родителите тогаш не постаа? Не, баба ми постеше, родителите не, и ден денеска. Мајка имам само таа не пости. Меѓутоа, некако низ времето тоа е веројатно вербата, силата и она што ти дава нели поттик да постиш, спонтано се нели лизга некако низ годините и преминува во традиција кој што точно кој што го практикуваш и ненамерно. Јас нели сегаш не планираш да постиш, тоа не се планира, тоа е ненамерно, ти доаѓа денот, знаеш, после поручка дека следниот ден понеделникот е веќе нели постниот ден нели чист понеделник, денот каде што престануваш со конзумирање на храна од животинско потекло, престануваш со конзумирање на масло, го постиш постот на вода, првите 3 дена и само на вода, односно се тример, и тоа некако спонтано си доаѓа, телото го прифаќа како добробит за истото. Во низ годините, како што поминувале нели постите, ги вклучуваш и оние останати пости. Сум почнала со великденскиот пост и едва сме чекале да се причестиме нели вечерта, па за да отидеме некаде во локалните кафулиња, на тинеџерска возраст, зборувам, средна школа, да. И сме чекале едва во соборниот храм сме оделе, нели сме чекале светата причест и после тоа веднаш некаде сендвич се јадеше, тоа морам да го направам. Тоа беше мислам дека традиција кај. Иако сега не го практикувам тоа веќе така, затоа што сум била во нели некој од манастирите овде кај нас баш на тоа бдејание за пред Великден и таму рано наутро како ќе се прочита нели молитвата, тогаш односно кога ќе помине литургијата, тогаш се омрсува човековото тело практично со едно варено великденско јајце. Сето тоа што го нели практикувам јас, се трудам колку можам да го пренесам и на моите деца, имаат обиди ги постеле големите пости, сите тројца, сакајки или не сакајки, да. Дури имав една ситуација со најмалиот син, бил излезен пред Великден вечерта и се напил, не знам, коктел некој и утрото одиме нели на причест и тој се повлече, вели јас не зошто. Вика па вчера на роден ден 18 беше на другарот, да, готово. Викам добро, ти си решаваш тоа. Точно така. Сакам да кажам дека постот го практикуваме нели од духовен аспект. Сметам дека и децата, меѓутоа и возрастните, стануваме поодговорни, посвесни, некако одолеваме на искушенија и нели стануваме поголеми луѓе во секој случај заради тоа што имаме една стабилност и хармонија во организмот, а понатаму нели и здравствен аспект кој што многу значи за време на овие пости, доколку се правилно спланирани. И еве од 11-та година и оваа година
Да, Веќе си во екот на постите. Да, точно веќе ова е нели третата недела, односно втора недела која што ја почнуваме од нели прочка па наваму се деновите од понеделник до петок на вода, кој како ги нели милували како е благословен ќе каже отецот. Точно така, сабота и недела на масло. Да. Отец Гоце, ние често знаеме да кажеме дека постот е повеќе од нели воздржување само на одредена храна, баш едно патување интроспективно кон себе, време кога човекот ќе си го забави чекорот, ќе си ги преиспита мислите, ќе се обиде да го прочисти телото и духот во пресрет нели на најголемиот велигденски празник. Православната традиција секој пат не повикува на овие 48 дена духовна дисциплина, молитва, смирение, на умереност. Меѓутоа, што значи на вистина да се пости? Секој пат е добро да се потсетиме, па така што, рековме ние можеби не толку од теолошки аспект, ама убаво е некој да пат да се потсетиме и за суштината на истите. Па вака. Оваа година е година на прекрасно воочување и осознавање. Тоа е благодарение на вас, новинарите и телевизиите кои ги имаме. Меѓу другото, постот не е само воздржување во храна. Погрешна е дефиницијата сватена од повеќе луѓе дека дефинитивно не треба само да се воздржуваме од храната. Меѓу другото, јас во контекст да го спазвам цитатот на мојот повик кон моите духовни чеда и општо кон луѓето е почетокот. Вика пост или како да постам. Како? Еве вака. Почитувај го правилото на постот, исполни го послушанието на благословот, подготвувај и употребувај постна храна со молитва и смирение, размислувај за добри дела и прави добрина, присуствувај на светите богослужби, исполни се со духовна радост и соедини се со Бог преку светата причест. Се прави богоугодно. Ама за да стасаме до тој момент, ни се потребни сите 365 дена во годината. Го кажеме. Тоа е правилото на постот, а инаку воздржувањето од мрсната храна не е да не натера да гладуваме или да се чудиме што да јадеме, туку напротив треба да подготвиме храна. Да подготвиме храна која е хранлива со хранливи вредности, за да можеме да го подхраниме фактички нели телото, за да можеме да бидеме сконцентрирани со духот, да бидеме молитвено и духовно исполнети, и затоа овој разговор сакам да го водиме со обични зборови, достапни да бидат слушнати фактички од нели сите кои што не слушаат од другата страна на екраните, не да зборуваме богословски или теолошки, да не бидеме неразбрани онака како што треба да биде. Тоа е суштината и на постот, преиспитување на самата личност. Ако моите добрини и моите дела, дали се добри или лоши, надвор од постот, како се направени, кога ќе се преиспитам за времето на постот, кога ќе влезам во дел на смиреност, на преиспитување, на тихување, на созрцавање, на осознавање, тој е периодот кога ќе ме поттикне и покрај тоа што сум го направил да дознам и да осознам, ако сум погрешил, да побарам да ми се прости, да се измирам, да простам, да се соединиме, да се исполниме со радост, за да можеме да одговориме на повикот на општо на празникот на Воскресението Христово, да се возлюбиме еден со друг. Тоа е целта и на литургискиот живот. Така е. Тоа е позитивниот епилог од целата приказна. Имено, сосема добар пример сте ми за сето ова што го донесовте и намаса. Ова е од вашиот крај, родовишкиот крај. И како добро се сетивме со ЦС-от, можеби некои ваши давнешни минати гостувања, тоа добро беше искористено, нели, можеби особено сега за велигденските пости да се конзумира еве и сушеното овоше. Еве вака, значи начинот на постот е послушание. Секоја една наша обврска е послушание, исполнување со послушание. И вашата денешна обврска и денешната работа е со послушание и со внимание. Ако имаме послушание и внимание, ќе имаме значи после и плод од целата работа. Покрај мојата свештеничка должност и обврска која што ја правам и ја работам, имаме и едно фамилиарно занимање, тоа е сушење на зеленчуки на олбуше заедно со Ова е традиција која што се негува. Семења традиција е повеќе од 100 години во нашето нели семејство. Повеќе од 100 години. Да, јас сум четврта генерација по машка глава. Активно веќе сме 6 години со сушеното овоше и зеленчук. Тоа е за да можеме да им воочиме на луѓето дека дефинитивно треба да обрнат внимание на храната. Претежно, еве вака или она мојата дефиниција токму за она или како што ќе кажа тоа ти е хоби. Не, тоа е мој исполнување на времето да празнословам. Тоа е уште ваш духовен храм веројатно.
Точно. Точно. Молитвата е храна за душата, Како е? а здравата храна е лек, молитвата е лек за душата, а здравата храна е лек за телото. Доколку ние пазиме на храната, таа е здрава, значи ќе имаме и здраво тело. Кога ќе имаме здраво тело, ние ќе имаме здрав и бодар дух. Ќе бидеме ведри, ќе бидеме радосни, исполнети и активни на секој поле. Тогаш нема да имаме проблем ни со постот, нема да имаме проблем со ништо друго. Напразно се зборовите кога некој ќе каже јас не можам да постам. Прво себе си се лаже, а после не лаже и другите нас. Независно од да не користиме алиби. Независно од ситуацијата, дали ќе патувате, дали сте можеби помали и така натаму, мислам дека тоа може да се... Хранливата вредност е многу битна. Нема да упаднам во зборот, нема да ја земам на низиниот збор. Меѓу другото, хранливата вредност која е? Количината. Ние правиме муабет за храна. Која? Колку? Значи, постојано масата треба да биде полна со нехранлива и неквалитетна храна. Па и да колку да јадеме од неа, нема да бидеме нахранети и нема да бидеме сити. Значи, постојано ќе бидеме гладни, тогаш ќе ни носи се повеќе и повеќе и повеќе. Тогаш ќе бидеме на лакоми. А лакомоста е еден од гревовите. Значи, тогаш ќе бидеме стомакоугодници, наместо да бидеме доброугодници да правиме. Значи, ќе се трудиме повеќе за стомакот и исполнувањето нели негово, затоа. Тоа е улогата и на храната и на постот. Воздржувањето, да, ама не да бидеме лени и мрзливи, и да роптаме и да кажуваме дека дефинитивно нема што да јадеме. Има. Подготви се, припреми, планирај, види активно, размислувај, организирај се, точно. види буден. Да. Сосема нов начин на живење и функционирање кој што може да стане нели за тебе веќе секојдневие биле, но навистина бенефитите се бројни. Зошто се вели дека е најстрогиот пост? Најстрогиот пост е зашто вака, правилото на велигденскиот пост е храна подготвена на вода. Тоа е понеделникот до петокот по правило, значи дека храната се подготвува на вода, саботата и неделата се храна која е подготвена на масло. И единствено да речеме имаме 2 дена во овој пост кога се јаде и се употребува риба, тоа е светници или влегувањето на Господ Исус Христос во Ерусалим и светото благовештение на 7 април како празник. Меѓу другото оваа година благовештение се паѓа во страстната седмица, нема риба на трпезата, туку само зејтин. Тоа е правилото на постот кој го имаме. Со благослов и подготовка и олеснување на постот е независно од ситуацијата, да речеме, на верникот. Затоа луѓето треба да имаат свој духовник. Духовникот е патеводител. Значи парохискиот свештеник и свештеникот значи не води. Значи ние свештениците имаме своји духовници и ние имаме патеводители. Значи секој и треба да има. Со доаѓањето во црква може човек да си побара човекот што ќе го води низ постот. Да. Да знаат луѓето дека воопшто не само за времето на постот, значи воопшто во секојдневието, значи правиме молби за духовна поддршка, за духовно разговарање, осознавање, практикување на цел, значи тука да не забравиме дека духовникот кој ќе не води по тој пат дефинитивно значи можеме да ја практикуваме светата тајна исповед. Светата тајна исповед е разговор. Ние не сме совршени, ама тежнееме кон совршување. Ако немаме кој ќе не поддржи, кој ќе не подкрепи, кој ќе не даде правесно движење, тогаш напразно ќе лутаме. А низ годиниве забораваме да зборуваме некако луѓето. Се согласувате или? Тоа апсолутно дека заборавам, ако не комуницираме нормално дека ќе заборавим. Значи не можеме, значи динамичното живење и таа со брзина на светлината кој дефинитивно се наметнува нас луѓето, ние имаме сериозен проблем. Меѓу другото да не заборавиме дека луѓето треба да знаат дека во градот има глад. Во секој град има глад. Во големите градови има глад. Имаме луѓе кои што дефинитивно не може да си приопштат било што, а тука е хуманоста наша која треба да ја ставиме на пиедестал. Третиот оброк не ми треба на мене, да речеме, за време на постот и во секој дневието. Ќе го споделам со некој кој навистина е гладен. Тоа е хуманата, тоа е доброто дело кое треба да го направиме. Тука е милосрдието. Тогаш се исполнуваме со радост. А сето друго. Потпирајќи се на добро позната изрека. Дуричекот појадувај го дуричекот, ручекот подели го, вечерата сосема поделија. А инаку на отец Гоце во православната духовна секој постои разлика помеѓу телесен и духовен пост. Како се надополнуваат тие два аспекти? Не, тие не се надополнуваат, тие се поддржуваат. Тие се спои на едно. Ако земеме да разговараме како да ја практикуваме верата нели во себе, имаме една интересна она дефиниција кога би го прашале некој љубов, кој е одговорот? Вера. Да. Бог е љубов. Ако ќе го прашаме некој вера, надеж. Кога ќе го прашаме надеж, љубов. Тоа е циклусот на верата, надежта и љубовта на светото тројство, апсолутно кој го имаме. Тоа е тежнееме за вечноста. Се овде на светот е времено.
менливо и минливо. Духовното е вечно. Значи материјалното е за да имаме потреба за да го поминеме она временото кое ние го имаме овде во светот, а се бориме за духовното и за вечното. Споменавте брзо време, меѓутоа во современиот свет каде темпото вистина е некако брзо, хектично, дали постот вистина може да биде форма на едно духовно забавување? Или се планираме длабоко во себе интроспективно и самиот пост можеби тоа го создава како една дисциплина меѓу тебе? Видите вака, значи ако практикувањето на постот пред се треба да створи кај личноста оној кој го практикува и смирение. Кога ќе го добиеме и смирението, тогаш ќе го добиеме ова забавување кое го велите од она брзина на живеењето, она секој негде брзаме да стасаме, да помогнеме, да дадеме, да сработиме, пошто некој друг тоа темпо ни го наметнува. Меѓу другото, кога ќе делуваме во смирена форма, значи ние влијаеме и на другата страна да почне она да забавува малце, да сознае да каже од каде толку мир во тебе? Како да дојдам јас до него? Евеа причината за разговори, за дискусија, за комуникација, за споделување на онаа што е прекрасно и убаво, кое дефинитивно никој од нигде нема да ти го даде, ако не си го потражиш сам, не го побараш сам. Така е. Биле, сигурна сум дека ќе се сложиме, дека низ годиниве многу пати сме направиле промени благодарение на тие оброци кои што сме ги имале многу често во нашата утренска нателма, кога станува збор за постот и за тоа дека нема што да се јаде или дека не е разноврсна исхраната. Она што и отецот го спомена дека тука треба истражување на храната, да се види што е добро, што е здраво, што му годи на телото, еден нов начин на живење. Кои се најчестите грешки кои што луѓето кај нас ги прават и што препорачувате за некој кој што можеби прв пат сака да го практикува овој најстрогиот, најдолгиот пост, дали да започне со сите недели или можеби само со последната недела? Тоа е убедување на самата личност која што решава да почне со пости. Иако препорака е дека може да ги издржи постите секако овие 7 недели, без да има грижа на совест за тоа дека ќе направи штета по организамот, меѓутоа претходно треба да има подготовка. Постот не почнува секако тоа прекинувам од утре и правам стрес на телото и на организамот. Како што напомена и отецот, 365 дена е подготовка и цело време ние треба да тежнееме кон тоа што сакаме да го оствариме и исполниме во поглед на постот. Иако има луѓе кои што ве доаѓаат кај мене, се обраќаат, сакаат првата, например, и последната недела да ја постат, со тоа што сакаат, во првата недела, бидејќи една строг пост на вода, и си се причестуваат оние кои што сакаат да примат светата причест. Препораката е оброците да бидат добро организирани, да си набавите намирници пред да почнете со постот, а не да не станете од сабајли, веднаш сте во хаос и под стрес, затоа што не знаете што во текот на денот ќе јадете, и стравот во нас, кој што тежне е кон тоа да направи, да имаме сомнеш дали сме внеле доволно хранливи материи во текот на денот, па што треба за појадок, што за ручек, дали треба да вечераме, па што треба да бидат ужините. Строго испланиран план на исхрана. Значи, непланирано мени да речам, е можеби една од грешките која што луѓето ја прават, многу поподготвени ќе бидат ако е се спремено однапред. Секако непланираното мени, односно внесна оброци на дневна основа е една од грешките. Понатаму има многу грешки кои што се прават за време на пост, за да не бидат тој соодветен, адекватен и благотворен за нашиот организам. Е преголема внесна храна која што е добиена од тесто, односно од бражно. Да, често има тестенини, компири. Точно. Можеби тоа е најголемата нутриционистичка грешка, би рекол. Нутритивен дефицит правиме. Например, вие не можете да го постите целиот пост на леп ајвар или леп джем, што сте внеле хранливо во тој еден оброк. Строгата дисциплина, која што е навистина едноставна рутина, морам да напоменам, доколку навлезете во таа рутина, е навистина добар патоказ кон тоа како треба да движи целиот пост. Практично не треба да бидат занемарени ниту еден од макро и микронутриентите во текот на постот. Што тоа значи? Значи внесна
протеини, јаглени хидрати, масти, растителни влакна, витамини, минерали, секако. Како што сме внесувале нели пред постот од овие макро и микронутриенти, истото треба да го продолжиме и за време на постот, меѓутоа преку храна од растително потекло. А верувате дека во храната од растително потекло има адекватни и протеини. Што би рекла моја другарка, влези во гастрономска лабораторија кај мене да видиш што се седи во текот на постот. Мислам, мал милион кујни сме направиле, што вели Цеца, можеби сме били додевни некој пат. Точно така. Меѓутоа толку има спектар на можности како може да ги измиксате сите тие секако и симбиозата да се направи нели меѓу протеините, јаглени хидрати, во еден оброк да ги имаме сите овие нели хранливи материи. Секако имаме тука и здрави и на вода десерти, како што ние денес еден ќе подготвиме, затоа што луѓето некако се многу од мој лично искуство говорам, благодалек има во постот, се време прашуваат, нели? Проверете на утринската телма до сега. Точно, секако дека има сладки подготвени во домашни услови, меѓутоа нели, моја забелешка исто така дека се одвикнавме од готвење. Некако сакаме сето тоа инстант да го добиеме од надвор, да купиме храна многу брзо. И во таа храна, како што напомена отецот, нема љубов. Јас еден оброк го подготвам. Или издостава 90% многумина нас ги користиме тие да речам нели ајде. На пример еден оброк подготвен дома без разлика што е дали едно вариво боранија, дали тоа ќе биде леќа, дали ќе биде нели густот крем чорба од тиква. Значи вие ако тоа го правите со љубов, со задоволство, со смирение, значи вие пренесувате на луѓето кои што ќе го конзумираат тој оброк позитивна енергија. Бидејќи знам дека често пати луѓето нели се соочуваат дефицит на железо и така натаму, знам дека веројатно сите се прашуваат како ќе внесам витамин Б, железо и така натаму, омега, масти, киселини кои што најчесто ги добиваме нели во голем дел ајде ги добиваат низ продуктите од животинско потекло. Дали комбинацијата на мешунки, житарици, јаткасти плодови вистина може да го обезбеди тој оптимум, да речеме дневен нес на сите нутритивни можеби? Еден баланс, да речеме, ајде, реципроцитет. Секако, тоа тврдам од лично искуство, заради тоа што во текот на годините, низ годините во кои што постам, јас до сега, до денес, немам земено никаква суплементација. Тоа говори дека во текот на годината внесувам соодветна количина на железо, на витамини од групата Б. Единствено нешто што може да се суплементира и би требало да се суплементира, меѓутоа по проценка од доктор е витаминот B12, кој што го има во храната од животинско потекло. Меѓутоа доколку само сте дефицитарни, никако понеко. И витаминот Д, например, никако ако немате дефицит од истиот, немојте на своја рака. Точно. Еве јас низ годините наназад 3 деца родев, значи на таква храна. И на пост, и постев, значи претходно во неврзан разговор со отецот, значи му напоменав дека да, и за време на бременоста сум постала. Фала му на Бога, па ќе кажам сето тоа веројатно до вербата прво, до смиреноста. Прво е до вербата. Веруваш во тоа дека го можеш, веруваш дека Бог е со тебе, дека ти ќе успееш во тој пост. А и таква медитеранска храна имаме. И сега најновите нели современи истражувања во нутрицијата велат дека медитеранската храна, односно храната која што е од растително потекло, има многу поголем бенефит на организмот отколку храната од животинско потекло, од проста причина. Прво, производството нели на и чувањето, гледувањето на тие животни, какво било на времето и како е сега е навистина многу различно. Би сакал само да го нотираме пред да го прашаме и од Тест Плюс, Гоце. Често знаеме да кажеме дека хронично болни, бремени, нели жени и деца некој пат нели треба да се инхибираат од постот. Чисто е твое можеби. Секако, значи сето тоа пак ќе напоменам дека треба да биде во консултација со стручно лице. Заради тоа што доколку вие се решите да да постите додека сте бремени, додека имате одреден вид на заболување, јас не препорачувам, значи канцерболни пациенти, луѓе кои што доаѓаат кај мене на работа, тоа се онколошки пациенти, не препорачувам да постат. Премногу мали деца не, заради тоа што знаеме дека мајката пости па детето го пречестува. Тоа секако дека не. Меѓутоа, на своја одлука, секој решава дали бремена жена, доколку бременоста нема проблем, зошто да не пости жената. Еве, јас сум немала, значи, никаков проблем, никаква индикација дека не смеам да исклучам храна, а практично претходно не сум јадла. Точно. Значи, јас и месо во континуитет не сум несувала претходно.
Така да ништо не ми смени што сум исклучила млечни производи, само нели јајца за текот на бременоста, кое што практично морам да напоменам била еден од побавите периоди, ако можам словно да кажам и најбавите периоди, трите бременности во животот и посакувам на секого да има таква бременост. Сум била и физички активна, сум возела велосипед, значи навистина, фала му на Бога, пак ќе кажам, ништо не ми фала и сум вежбала во време на бременостите. На сите три посакувам на секого така, затоа што пак ќе напоменам, сето тоа е во нашата верба и сето тоа е во нашата глава. Како вие ќе се програмирате, како вие ќе се чипирате, така ќе ви биде, нели? Точно така, го говоревме тоа и со отецот, точно така. Точно така. Отецот во неврзан разговор беше со какви очи излеговме утрово, така беше, нели? Да. Со очите на доброто. Ако вие излезете со такви очи, само тоа ќе гледате добрина во светот, добрина. Нели? Имате привилегија секој утро да одберете. Точно така, точно. И да не ве, нели, вознемирува сообраќајот во Скопје, па некој свирнал, па не се оптеретувате воопшто. Јас, например, воопшто и 5-10 минути ако доцнам некаде доцнам, значи јас безбедно стасувам до местото и не дозволувам на вистина. Се обидам да го практицирам, бидејќи вчера со наша колечка Ана говоревме, вели како се обидуваш, нели, во ваков карамбол, некој пат да станеш смирен. Велам, секој пат се обидам. Во најголем дел од времето да бидам наблюдувач на мојата сопствена мисла, она што нели ќе биде како реакција моја на било што. Точно. Значи, поминува ни некој процес како ќе се изреагира. Отец Гоце, она што моје некое мало знаење има, дека црквата секој пат го има, го адаптира или го облажува можеби постот за болни немоки луѓе. Како можеби се прави таа проценка? Чисто вака ме интересира. Нели тука барем тие луѓе може да сега вака, значи на место прашање. Која е обврската и улогата на црквата, односно на свештенството? Значи, верникот... Да биде во служба на секој. На верниците. Во служба на секој да, ама и не, а посебно внимание нели на верниците. Ако моите духовниче да постојано комуницираат со мене, како јас нивни духовен татко, кој станува збор, значи ние се познаваме. Тие мене ме знаат и јас не ги знам. Кога дојдеме до таа ситуација... Најдлабока смисла. Во се. Значи, во се. Тогаш нивната поддршка и подкрепа е многу битна за мене како духовен отец. Потоа јас возвраќам на тоа. Можеби и 2 пати повеќе, и 3 пати повеќе. Пошто, знаете како е, правилото на постот е едно, меѓу другото тоа е со каноните на црквата, не е тоа дека јас сакам или ќе ти кажам можеш да имаш полесен пост или поради ситуација која е настаната да мора да ти биде она олеснително. Благословот е многу битен. Истата ситуација. Благословот е поддршка и подкрепа и послушанието кои ги имаме. Затоа е многу битно, напомнено, ние се надополнуваме и се надоврзуваме. Ако правиме молбет за она блажена состојба на жената, која е? Незиното дишење какво е? Двојно. Ако е двојно дишењето на воздухот и на кислородот, каква треба да биде храната тога? Исто треба да биде многу добра, многу квалитетна, многу хранлива, за да може... И за двајца. И за двајцата, точно, за двајца. И таа нејзина утроба, таа нејзина благодат, таа е нејзината круна, која жената фактички ја прави кралица да биде фактички на домот и на семејството, за да бидат синхронизирани едно со едно. И тогаш нема да имаме никакви тежини и проблеми нема да имаме. Вака, уште едно запознавање, да речеме, за сите оние кои не слушат и не гледат. Колку дневно, кои намирници ние во моментот ги употребуваме кај нас? Бројчено. 95% во проценти, ако се изразиме. Колку се? Знаете? Не. 14 до 15 намирници. Еднообразна храна, која му смета и му штети на секој еден човек и на секој еден човечки организам. А имаме поднебие со 4 годишни времиња, каде што имаме 400 до 450 намирници воопшто, значи од било кое потекло да биде, храна која ние можеме слободно да ја употребуваме во сите 365 дена во година. Така е. И која е заклучокот на целата нели она дискусија која правиме овде? Ние сме неписмени по таа дел, по таа состојба. Значи, не сме упатени. Прво ќе се упатиме, после тебе. Треба да свесно тоа го одлучуваме. А секој си прави избор, секој има слободна волја, значи нема да ја нарушиме слободната волја на никој. Секој со својата слободна волја, значи ќе си направи собствен избор, како сето тоа ќе го направи и ќе го уреди. Постот е лек во секоја смисла. Исцелување. Воздржувањето е воспитна мерка.
Ако имаме воспитна мерка, значи тука е повторно ќе го кажам, послушанието, вниманието, дисциплината почита, која што љубовта, верата, надежта, тоа е како еден концепт кој ќе го ставиме на едно место. Пазете, правиме која сила и енергија ја добиваме, значи и за телото, за телесното, ама и за духовното. Кумулативно се земе, апсолутно се сложи. И тука се комуникација, светите богослужби, светата литургија, светата причест. Која е Кога основниот? веќе ја споменавте причеста, што се случува или има луѓе кои што постат, но не се причестуваат. Така. Има луѓе кои што постат и го практикуваат. Тоа мислам дека во глобала најмногу од нив го прават тоа. Постои тука некоја разлика духовна, не знам вие како тоа го проценувате? Во поскромна форма или директно да го кажам? Како ви одговара, како ви доаѓа? Најнародски. Најнародски. А самоверник не постои. И тоа да го заборават сите, кои мислат дека дефинитивно тие се знаат или од негде нешто имаат прочитано, па тие сами се упатуваат во се, тоа е лутање, скитање и промашено живење. И во духовна смисла, ама и во другата, во телесната. Во се постои она организација. Ако ние не сме заедница, тогаш сам како единка си ништо. Црквата е народ, заедница, Прибежиште. прибежиште. Што можеме да научиме од постот, генерално и за храната? Прашање до двајцата. Прво јас. Нека си биде најспонтано. Така, храната, како што напоменавме, или постот е лек исцелување за нашиот организам. Кога гледам од оваа страна, не од духовната, значи од нутриционистички гледан аспект, храната може само да помогне кај одредена патологија на луѓе кои што и прв пат ако се решиле да постат. Имам искуство со пациенти кои што имаат намалување на нивото на шеќер во крвотокот за време на постот. Зборувам за строго контролиран пост, значи направено стручно лице, лично од мене, направено мени за време на постот. Човекот беше пред таблетарна терапија за диабет, за време на постот нивото на шеќер се регулираше, се стабилизираше. Понатаму се намалуваат нели дистанците на масноти, односно триглицериди, холестерол во организамот, од проста причина што престануваме со внесна пржена храна, масна храна, трансмасни киселини, не внесуваме во овој период нели оние чипсови, грицки, сето она што е преплавено со вакви штетни масти по нашиот организам. Добро делува на здравјето на срцето и на целиот кардиоваскуларен систем, на циркулаторниот систем. Понатаму добро делува на нервниот систем, делува против анксиозност, против депресија, напротив, постот е радост, постот исполнува, постот охрабрува, постот дава енергија и постот движи. Добар е за здравјето на бубрезите исто така, за здравјето на црниот дроб, го чисти, односно го детоксицира нашиот црен дроб. Практично тоа е, нели, бубрезите и црниот дроб и сами по себе си прават детоксикација, благодарение на нели нашиот перфектно изграден организам. Меѓутоа, дополнително кога не внесуваме ваква храна, секако дека помагаме во таа детоксикација и таа е побрза за време на постите. Добра за дигестивниот систем и тоа премногу добар постот за дигестивниот систем, заради тоа што за време на постот внесуваме храна која што е богата со растителни влакна и растителни протеини. Растителните влакна делуваат на перисталтиката, ги забрзуваат, нели, забрзуваат работата на цревата и со самото тоа имаме редовно празење на цревата и чистење на дебелото црево, кој што најчесто знае да направи задршка, бидејќи тоа не е глатко, секогаш напоменувам, нема мазна структура, туку има набори во дебелото црево. И доколку не се, нели, детоксицира, односно доколку не се чисти редовно, во тие набори се собира храна која што после долго време престој во дебелото црево знае да направи сериозни здравствени проблеми, меѓу кои и нели канцер на дебелото црево, почнувајќи нели од хемороиди, па полипи, па да се стаса до Незалудно луѓе кои што за жал нели можеби по соопштување на непријатни вести, ако се соочуваат со некои заболувања, веднаш престануваат што и да е од животинско. Точно, ама тоа е стрес и тоа не треба да биде така. Значи ништо што сте го правеле до вчера, не го прекинувате наеднаш денес. Значи постепено треба да оди процесот и на постење. Значи доколку сакате сега веќе следните пости кога ќе бидат нели тоа се петровенските пости, па почнете од сега, подготвувајте го телото, елиминирајте. Не внесувате на пример, престанете внесете еднаш неделно месо на пример.
Ако сте, нели, месо јата кој јадете почесто во текот на неделата месо, заменете го со риба. Почнете да ги правите промените порано од она што го планирате. Инаку, пак ќе кажам, постот благотворно делува и кај луѓето кои што се соочуваат со одредена здравствена состојба. Имам јас и таква патологија на луѓе со кои што работам. Може би не 47 дена, меѓутоа имам сега во моментот пациенти кои што се решени барем половина од постот да го постат. Ги поздравувам утрово, сум нивна поддршка и за секојаш ќе остане Кога тоа. има криза, ако воопшто може така да се каже, веќе тие некои кои што се почетници можеби, затоа што велиш јас сум нивна поддршка и за луѓето кои што за прв пат се соочуваат со вакво нешто, веројатно им треба поддршка, како што каже и отецот. Дека тоа е поддршка духовна. Отецот како што е духовен водач, нели? Јас сум водач во поглед на храна, како верувате луѓето се толку отворени, толку се наслонуваат на нас како стручни лица. Буквално вие знаете се во поглед на храна, исхрана, стил на живот, начин на живот за нив, сте некако како матичен нутриционист, истите, матичен водач во поглед на начинот на исхрана. Секако дека кризираат оние кои што еве јас на пример во долгогодишното моје работно искуство, слободно можам да кажам дека сум била иницијатор за некои од моите пациенти да почнат да како мотив за истите. Затоа што цело време во текот на годината говорам јас не јадам тоа, јас нели ќе дојде кај вас и ја кажувате или сега сум во пости, нели нешто не сакам ова, не можам не конзумирам тоа. И еве, на пример ме прашуваат кога се сега следните пости? Ај планираат тогаш јас да почнам да постам. Значи сето тоа е споделување. Значи ние функционираме како заедница. Значи заеднички точно така. Сега кризира, да, се севуваат, значи на пример ако сега почнува веднаш човекот да пости, првите 2-3 дена се според мене нели оние денови кои што навиките, значи ние патиме од навики, од желби. Сакаме се ги оствариме и реализираме желбите. И да се ослободиме од зависноста на другото на задоволството кои што секој пат. Ете така, значи секој задоволство сега ни е достапно веќе. Нели, порано не било тоа така. Сега секој задоволство ни е достапно. Сега вие имате храна, не знам, на рафтовите изобилие од храна, па и постна. Значи јас не поддржувам посен мајонез никако, ни под точка разно, посен кашкавал, никако. Зошто ми е? Не ми треба, значи ја и секој спрашувам од кое растение го направивте кашкавал, многу ме интересира. Првите неколку дена, односно првата недела можеби покризна, се случува пациентите да побараат опција плюс од тоа во менуто што сме точно така. Има од постната храна што може да се дополни, меѓутоа верувате, после таа првата недела телото влегува во на таква фаза каде што нема навистина потреба од ништо дополнително, од она тековно што го има напишано на менито. Полновреден, нутритивно, богат појадок, добра и здрава ужина, дома подготвен оброк ручек, уште една попладневна ужина и лесна вечера. Значи, сметате ли дека треба нешто повеќе од тоа да се внесе? А сето тоа искалкулирано во калориски дневен внес, оноку колку што треба да влезе лицето, според физичката активност, според неговата здравствена состојба, не секој треба исто калории, според телесната маса која што имаме, секако дека не секој треба да внесе изброј на калории. И нешто што можеби би ги интересирало и најчесто зашто почнуваат луѓето да постат, зборувам не духовно, туку телесно, дали ќе ослабаме, прошто дали ќе намалам некој килограм, секако дека да, ако го почитувате постото на како што треба и доколку вашата цел е таа, дека сакате да ослабите, калориите секако ќе бидат тука ќе направиме некој дефицит на калории, ќе ги ограничиме. Да. Отец Гоце, имам слушнато во минатото од мои пријатели, вели некој пат гладот ми е на некој начин и учител да бидам поблагодарен. Тоа може ли некаква метафора да го дефинираме дека и така дека после гладот задобиваме заслужен оброк. Точно така. Или после воздржувањето. Вака, значи една надополнување кон целата оваа ситуација, значи црквата има од секогаш водела грижа токму кога станува збор за храната, посебно за постот. Меѓу другото ние онаа црковна куња или манастирите кои ги имаме со манастирската куња и начинот на подготовката, синхронизирање на соодносот на намирниците кои треба да влезат во оброкот и количината која треба да ја внесеме. Една проста обична она споредба. Колку треба да внесам количина на храна јас кај мене? Една шака. Толку ми е големината и потребата. Ама таа доколку е богата со хранливи вредности, тоа е завршена како целина. Значи да внесам и 4, ако нема хранлива вредност, имаме само штета.
трупање на масти и многу други работи, а посебно да речеме ако правиме мобет за она телесната тежина или за килажата која што имаме. Да, постот ќе помогне за намалување на килажата, ама што после него? Јасно. Пута 2, ќе ја вратиме назад. Значи, тоа е плодот на постот. За отпосле и подготовката пред постот, преиспитување, што го спомнавме, преиспитувањето и практикувањето. Кога станува збор исто така за дознавањето на вредноста на храната. Практикувањето на лимонот кој што го имаме. Лимонот е и ама и не е од наше поднебие. Тоа е многу малци кои го имаме. Витаминот С кој го внесуваме нели од страна на витаминот. Ние имаме нешто кое е богато 10 пати повеќе, а не го практикуваме да го внесеме. Тоа е шипинката. Која што е на располагање, да. Ја имаме во изобилие. Значи ако правиме 10:1 во витамин С. Ако гледаме по референтни вредности, омега масните киселини, мислам нели овие како ги стручно кажуваат, кои ги цело време се само пласира дека ги има рибата. Да, и ПДХ. Ама има и на друго нешто кое не е риба. Тоа е толчницата, која се практикува и се става покрај свежи салати, од неа се прави, значи може да се направи во сушена форма и да биде нели како. Која е ситуацијата да речеме и богатата хранливост на празот кој е наше поднебие? Покрај неговата хранлива вредност, неба да ги набројувам неговите значења. Која е улогата на него? Топењето на вишок масти во човечкиот организам. Ако го натераме организмот да ги топи тие телесни масти кои ги имаме нели натрупано, значи он ќе ги претвори у шикери. Ако ги претвори у шикери, имаме проблем за диабет форма, преддиабет форма, тоа се медицински изрази кои јас не ги знам и нема ни потреба да ги знам, има кои нели може да ги знае. До мене е. И тука се сите ситуации кои ние треба тоа да го скоцкаме онака хармонично и да биде практично за се. Осознавање. Да, и нема да ја заставиме дека вистина постот има една етичка димензија. Меѓу другото, со Цеца споменавме дека конзумеризмот денеска е во невидени размери, се ни на располагање на дофат практично и да не сме задоволни со тоа. Зошто е тоа така? Па колку повеќе се пласира, колку повеќе алчност е сите работи кои се ставаат во храната која е обработена, процесирана храна. Да, значи таму нема што нема освен храна. Значи најмалце има храната и хранливата вредност. Да јадете да се препуштите. Имате засладувачи, имате не ти знам кои работи. Има засилувачи на вкус, на арома, затоа после не можеш да откажеш од истото. Едноставно те носи да бидеш зависник на целата таа храна. А природната храна, значи, ти треба процес 3 месеци до 6 месеци за да ти се врати осетот, онаа чувството, мирисот, вкусот, кога веќе дефинитивно почнеме да практикуваме природна храна и постепено на процесираната храна ја тргнеме на страна. Која храна треба кај нас да биде подготвена на масло, а која храна треба да биде подготвена на вода? Вода, така. Јас би кажал 99% треба да ни биде на вода. 1% е само украс да подготвиме на масло. Тоа е многу малце. Иако во македонската култура маслото е мислам дека тоа е веќе конзумеризам од така, од сите. Тоа ни се случува и ќе се надополнам нели сите. Тоа ни се случува од кај нас многу луѓето премногу слушаме. Многу малце гледаме. 100 пати кажана лага кај нас станува вистина. Нон-стоп нешто се тропа, кое не е потребно да биде она и не е синхронизирано со тековното живење, со начинот на функционирањето. Значи цело време те бубам само дека тоа треба, значи треба зејтин. Не е да го ставиш на нешто друго што треба да го ставиш, не да го ставиш во храна да го употребиш. Обичното масло за како храна. Рафинирано. Точно. Сончогледовото масло или било кое, значи и кој употребуваме сончоглед како храна за време на стројгот пост, ама рафинираното масло зошто да не го употребуваме? Пошто е рафинирано. Точно така. Претрпело процес на не ти треба. Не е потребно. Другите работи. И така правиме обед точно. Веќе кога ќе почнеме да правиме обед за маслиново масло, за маслото од семка, значи он има хранливи вредности, има лековити својства, има друго улог. Луѓето треба да дознаат дека дефинитивно 3 до 4 количини мерни количини рафинираната храна ја заменува со една квалитетна и точна. Тоа и со маслото, тоа и со сите работи кои ги имаме. Мислам дека немавме посовршен избор денеска направен, искрено. Мислам баш беше минутажата, но беше вистинско уживање. Убаво е да се спојат две различни, да речам, нели, филозофии, ајде ќе кажеме, ама во една иста суштина. Две вистини. Уште хубаво, ме ревидиравте. Ќе искористиме нешто? Да. Јаготките.
Ќе ги ставиме продуктите кои што ќе ги подготвуваме. Сушеното овошје е уште една добра опција за време на И постот. зеленчукот и овошјето како додатоци во храната, значи тоа е богата. Луѓето нека почнат да практикуваат да биде мешана и богата нели храна, не да користат еднообразна. Ако треба да направиме едно гравче, било која форма, дали тоа ќе биде тавче гравче, дали тоа ќе биде во течна форма, да не заборават дека може да стават прас, спанаќ, значи тука е кромид нане, тука е кромидот кој треба да се стави, нели сите, да не забораваме дека може да се додаде босилок, мајчина душица или било која друга форма, за да биде тоа збогатено, да добиеме она поддршка, хранливост, смиреност. И зачините чуда прават кога е исхраната во прашање. Било која мешунка може да се искористи, леќа, боранија сега во овој период, грашокот, така Многу има храна која што навистина не треба да биде, како отецот, не треба да биде запоставена. Ние заборавивме кои хранливи намирници, односно производи ги имаме овде. Да не ги напоменуваме, че мушмула, не знам кој спомна. Ќе ги Значи напоменеме во кујната, ќе ги напоменеме нешто и за таму. Да имаме муавет за многу скоро. Пак ќе кажеме, монохроматскиот начин и за живот и за храна е да Оно го што не отвориме. треба да го Не треба, одбереме. така да нека има повеќе Да, има спектри. позитивни промени во последниве години, така што мислам дека нели одиме на подобро. Тука ќе ви се заблагодариме на вистина, како што кажа и Марко, беше уживање овој разговор, како за нас, верувам, така и за гледачите, а биле ќе ја задржиме уште малку затоа што ни следува оброкот на денот, каде што повторно ќе зборуваме за постната исхрана, за тоа изобилство од храна кое што многу пати го подценуваме и велиме дека немаме, а всушност ќе бидеме показател дека имаме. Отец Гоце, се враќате на теренот во вашиот друг духовен храм на плантажите? Тоа е секојдневие. Секојдневие? Да, Па традиција подолго од 100 години, рекоа, така? Да, тоа е традиција. Значи, еве моментално сега го работиме, значи лук во сушено дехидрирана форма. Значи успешна ни е работата со цвеклото кое веќе го имаме во мелена форма, значи тука е црвениот домат, не меснатиот индустријскиот, туку на практично белиот, мислам црвениот сочниот кој го имаме, исто го имаме во мелена форма, кој може секојдневно да се практикува во храната и несебично са состав уште многу други работи кои ги има. Меѓу другото, луѓето се чудат, еве чисто да споделам нели една информативност дека ние имаме нели еден наш таинствен зачин од кој од 12 работи составен кој е внатре, е многу добар и полезен фактички за како додаток во храната и меѓу другото беше предизвик дали можеме да направиме нешто од млечен производ. Иако е пост, ама тоа да знаете дека може значи да се направи. Ние имаме значи македонски пармезан или дехидрирана урта која користиме во прашкеста форма како додатоци надвор од постот, во свежите салати, во јадењата, во тестенините и било која друга тоа ќе форма. биде Може ли повод за следен следна пат дружба во да кујната. поднесете тоа? Да. Еве предизвик. Ето, нов предизвик. Да. А Ви за теми ќе благодариме најдеме затоа теми. што било време И секако благодарам од срце. Од се срце благодараме што Беше одрадувиш вистинско исто така и уживање. дојдовте. Да.